15 точки од дневниот ред беа третман на разгледување и усвојување, а доминантна беше завршната сметка на буџетот на општина Демир Капија за минатата година, за која образложение даде Евгенија Георгиев, раководител на секторот за финансиски прашања, која ја презентираше завршната сметка за минатата година. Реализацијата на средства за минатата година во завршната сметка се третна вкупно 79 милиона 265 583 денари од приходната страна, а расходната изнесува речиси 78 милиони денари или вкупно реализацијата на буџетот изнесува 45%. Беше усвоен и заклучокот за годишниот извештај на буџетот на општина Демир Капија за минатата година, а исто така и одлуката за измени и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општината за тековната 2019 година. Исто така беше донесена одлука за утврдување на висината на надоместоците што се плаќаат во рамките на користењето на општинските јавни патишта, и тоа за поставување на надписи, рекламни табли во заштитниот појас, а беше усвоен и буџетскиот календар за планирање на буџетот на општината Демир Капија за 2020 година, во кој се регулираат роковите за планирањата на општинскиот буџет. Се усвои програмата за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Демир Капија за 2019 година, а исто така беше усвоен и акциониот план за енергетска ефикасност на општината за тековната 2019 година, со кој треба да се спроведат мерките за енергетска ефикасност предвидени во програмата за енергетска ефикасност на општините и е законска обврска која произлегува од Законот за енергетика, како и решението за давање на согласност за формирање на групи по големиот број на деца во јавната установа Борис Трајковски Демир Капија, а потоа беа усвоени исто така и завршите сметки на ова установа и Домот на културата Мирка Гинова за 2018 година, како и завршната сметка за општинското основно училиште Димче Ангелов Габерот. Тони Петков, раководител на секторот за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и локалниот економски развој, образложи, а потоа беше донесена и одлука за давање на согласност за финансиско учество во предлог проектот изградба на улиците број 1 и број 2 во село Корешница, каде ќе бидат вложени 3 милиони денари за реализација од Бирото за регионален развој. Беше дадено образложение од страна на градоначалникот за проектот реконструкција и надградба на зграда на Дом на културата во Демир Капија, а беше донесено решение за одобрување на исплата на финансиски средства заради настанатата ворена состојба предизвикана од големите снежни врнежи кои зафатија територијата на општина Демир Капија во текот на оваа зима. Седницата на Советот на општина Демир Капија заврши со поставување на советнички прашања на кои одговор даде градоначалникот Лазар Петров.